Фолклорната школа која што е под капата на општина Карпош, можеме слободно да кажеме дека е ова проект во реализација на општината, постои повеќе од година и пол, а со нас е првиот човек на оваа фолклорна школа, господинот Бранко Јовчевски. Господине Јовчевски, што беше ова денеска што се случуваше и колку сте задоволни од настапот на нашите најмлади? Прво да ви се заблагодарам што дојдовте да го работите прилогот, вие сте секаде кај што се работат убави работи. Значи денес е еден убав ден на фолклорната школа при општина Карпош. Сакам малку да го представам проектот. Се работи за проект кој се изведува во основните училишта на територија на општина Карпош. Тоа е идеја на господин Стефчо Јакимовски, проектот го водам јас како искусен раководител. И сакам да кажам дека е тоа прв пат во моето долгогодишно искуство организирано да се работи со дечињата од најрани години, што е за почитување и за поддршка која имаме од општината Карпош, од родителите на децата и од сите наставнички колегиуми во основните училишта. Колку дечињата се запознати со она што се вели оро, игра, наш менталитет, наше заштитно обележје? Значи, за жал да почнем од почеток, се приметува дека од најрани години не се работи со децата во семејствата и во градинките и упатувам да тоа почне да се повтори, да се работи со дечињата и да започетоците бидат спремни, значи да го засакаат фолклорот уште во најраните години. Сега имаме дечиња трето, четврто одделение кои прашуваат што е тоа фолклор. Благодарение на овој проект ние веќе анимираме преку 100 ученици кои се со задоволство играат. Јас сум многу среќен со нив. Веќе се совладани основните чекори, почнуваме да настапуваме. Минатата година оркестар на изворни инструменти освои прва награда во Долна и републичка. Се наоѓаме пред многу успеси и можам да кажам дека се очекува такви успеси од оваа фолклорна школа која е многу организирана, која има свој буџет од општина Карпош, така да непречено децата уживаат во нивното слободно време да го работат ова што го работат како слободна активност. Претпоставувам дека тука не застанувате, ова фолклорна школа ќе работи понатаму. Кои се следните проекти кои ќе ги реализирате и дали можеби во текот на летниот период ќе настапувате и агендата ви е полна? Значи, еве, ние почуваме со денешниот настап да ги собираме плодовите од со голем труд што го сработивме. Пред нас е сега само настани кои не мотивираат, кои не прават радосни. Еве, во месец јуни одиме прв пат на фестивал во Охрид, на меѓународен фестивал, потоа одиме на едно работно летување во Охрид, сите 100 деца, кај што ќе учиме да играме и малку ќе пробаме да се одмориме. Во септември имаме наш меѓународен фестивал во Скопје, традиционално што се одржува, го работи Младинско културно-уметничко друштво Цветан Димов, а покровител е градоначалникот господин Стефчо Јакимовски. Значи во септември веканам и вас да го забележите тој настан. Ни доаѓаат деца од Маđарска, од Полска, од Чешка, од Србија, од Словенија и десетина ансамбли детски од Република Македонија, секако носител е фолклорната школа на општина Карпош. Ке те молам да ни се представиш и колку си задоволна од оваа фолклорна школа. Од кога почна со играње? Се викам Бојана Мароевик и почнав со ова, се бавев пред 2 години, па не ми одговараше терминот, па сега пак почнав од распустов и многу сум задоволна. Многу интересно, да. Мене многу ми се допаѓа оваа фолклорна школа, мислам дека може да долго уште да остане. Така, сакаш и понатаму да видиш од школата? Да. Многу сум задоволна од оваа фолклорна школа и супер се дружиме. Така? Подготвени сте да настапувате на други места? Да. Јас сум Натали Јованова, одам скоро 3 години. На игрорина е многу интересно, учиме интересни ора, различни и се надевам дека ќе настапиме и на уште многу други места. И учам скоро 1 година и јас понатака сакам да останам во оваа школа, зашто многу учиме и многу дознаваме други ора и песни. Па јас се викам Даниел Николовски, учам скоро 4 години. Добро. Ми се допадна. Те влече ли ова? Да, многу. Научи ли ти некој оро? Да. Кој ти е најдобро? Доброто ми е чујчук. Интересно ми е многу игрорна. Одам веќе 3 години и сакам да продолжам со игрорната.